Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија договорија исплата на регрес за годишен одмор на работниците во приватниот сектор од областа на стопанството. Висината на така наречениот К15 ќе изнесува најмалку 40% од просечната нето плата по работник, исплатена во последните 3 месеци. Ова е една од измените во општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, што денеска го подпишаа Сојузот на синдикати и Организацијата на работодавачи на Македонија. Општиот колективен договор ќе важи од почетокот на 2014 година во следните 2 години. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Погледнете што друго ќе видите во нив. Пакетчиња за децата со оштетен вид од домот Димитар Влахов од општина Петровец. Евгений Попацев, најдобар спортист на град Скопје за 2013 година. Наградени најдобрите уметнички дела изработени од отпад. Предновогодишен пинг-понг турнир во организација на општина Карпош. Општина Петровец донираше новогодишни пакетчиња за децата од домот со оштетен вид Димитар Влахов. 56 новогодишни пакетчиња денеска беа доделени на деца од домот за лица со оштетен вид Димитар Влахов во Кисела Вода. Пакетчињата беа донација од општина Петровец. Оваа донација пред новогодишните празници се спроведува втора година поред, а градоначалникот на општината Борче Митевски најави дека и во иднина ќе продолжи со ваков вид на донации, се со цел да им се помогне на ранливата категорија на деца. Денес, заедно со представници од АРМ од касарната Петровец и Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Општинскиот комитет Петровец, сме во посета на Државното училиште на деца со оштетен вид Димитар Влахов. Како изминатите години, така и оваа година на децата им поклониме новогодишни пакетчиња, додека од страна на Унијата на жени им купија DVD систем. Соработката со Државното училиште на децава со оштетен вид ќе продолжи и во иднина, значи се со една цел да тие деца почувствуваат дека не се заборавени од нас. Директорот на училиштето за деца со оштетен вид Димитар Влахов изрази голема благодарност не само за денешната донација, туку и за донациите од голем број компании и институции преку целата година. Како изминатите години, оваа година градоначалникот на општина Петровец ја покажи докаже неговата општествена одговорност за нашата категорија на ученици, односно ученици со оштетен вид од Димитар Влахов од Скопје, за што сме особено благодарни и сигурен сум дека и понатаму ќе сработуваме со градоначалникот за задоволство се разбира нашите ученици. Овие донации се можност на ранливата категорија на деца да им се создаде насмевка на лицата и тие не треба да се случуваат само пред големите празници, туку во текот на целата година. Во општина Карпош денеска започна новогодишен турнир во пинг-понг, во кој се вклучени представници од сите 10 основни училишта од општината. Турнирот се одржува во спортската сала во Општинското основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Училиштата од Карпош на оваа спортска манифестација се презентираат со еден учесник во машка и еден во женска конкуренција. Финалните надпревари се закажани за во четврток на 26 декември, кога ќе се дознаат најдобрите и најквалитетни пинг-понг играчи помеѓу основците од Карпош. За најдобрите пинг-понг играчи на новогодишниот турнир, одделението за спорт при Општина Карпош предвиде и награди, односно пехар како потврда за успехот и наградно патување во Тиват, каде најдобрите играчи од сите балкански земји ќе имаат можност да се ги одморат силите во пинг-понг. Новогодишниот пинг-понг турнир оваа година се организира за прв пат, но има тенденција да прирасне во традиционален турнир. Град Скопје денеска ги додели признанијата и наградите за најдобрите спортисти и спортски клубови за 2013 година. Женскиот ракометен тим на ЖРК Вардар е најдобрата екипа. Индира Кастратовиќ е најдобриот тренер, а пливачот Евгений Попацев е избран за спортист на годината. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски.
Пливачот Евгений Попацев е прогласен за спортист на годината на градот Скопје. Сепак, тој не присуствуваше на доделувањето на наградите, а во негово име наградата ја прими неговиот брат. Попацев во Гран при серијата на Светската пливачка федерација го освои второто место во генералниот пласман, а за првата позиција му беа потребни само уште 2 бода. Награди добија уште Александар Стојковски, Дејан Маносков, Стојанче Стојлов, Бојан Влакевски, Томи Стефановски, Слободан Ивчевски, Иво Цветковски, Ѓорги Чековски и Јасин Реджелари. За најдобар тренер за 2013 година е прогласена Индира Кастратовиќ, која ја предводи најдобрата екипа за оваа година ЖРК Вардар. Признание за своите достигнувања доби и кугларскиот клуб Мак Петрол. Неуспешни младенци се Виктор Крстевски, Марија Божиновска, Матеј Ангеловски, Елмедин Сейфулау и Бојан Јанкуловски. Во категоријата лице со посебни потреби наградата ја доби Димче Михајловски, а Владимир Аницимов ја прими наградата за спортист со особени достигнувања. Градоначалникот на град Скопје Коце Треновски им честиташе на добитниците на наградите, потенцирајќи дека и во иднина ќе ги поддржува во походот кон новите успеси. Искрено ви честитам на трудот и времето во постигнувањето на вашите резултати, а вашите резултати се за почит, достигнувања за афирмација на главниот град и на Република Македонија. Пријатни и интересни се овие среќавања со сите вас, особено кога по постигнувањето на вашите успеси можеме да подвечеме црта на изминатата година и малку сите вас да се дружиме. Се разбира дека чувствувам гордост што како градоначалник на градот Скопје имам чест денеска да ве поздравам и да ви честитам на вас, спортистите, тренери, спортски работници и екипите што постигнавте завидни и изворедни резултати на најсилните европски и светски надпреварувања, представувајќи го достоинството на градот Скопје и на Република Македонија како најпродуктивни можни амбасадори на нашата земја. Учениците од основното училиште Браќа Миладиновци од општина Илинден имаа божикна ужинка со сопругата и кирката на американскиот амбасадор Пол Волерс. Во подрачното училиште Браќа Миладиновци во населеното место Мршевци со божикна ужинка се одбележа католичкиот божик. Почесен гостин на божикната прослава беше и господја Мери Џо Волерс, сопругата на американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс и нивната ќерка Јулија. На часовите по англиски јазик, учениците покрај што го изучуваат јазикот, се трудат да дознаат и нешто повеќе и за другите традиции, обичаи и култури. Специјално за оваа пригода, вредните ученици во соработка со наставниците изработиле уникатни костими, како и изложба на новогодишни украси и цртежи. Покрај изложбата, учениците од 3-то, 4-то и 5-то оделение подготвија и традиционални божикни песни на англиски, но и ужинка од традиционални американски и британски божикни јадења. Избрани се победниците на наградниот конкурс Отпад за уметност во организацијата на компанијата Пакомак. Конкурсот оваа година беше отворен за 2 категории – поединци и училишта, а учествува околу 200 интересни и уникатни уметнички дела. Жири комисијата имаше навистина тешка задача да ги одбере најкреативните 6 дела, поради големата конкуренција и големиот број на пристигнати дела. На изложбата можеа да се видат најразлични животни, макети, дела со интересни новогодишни мотиви како Дедо Мраз и новогодишна елка, како и други креативни предмети изработени од амбалажен отпад. Особено ни е драго тоа што оваа година имавме голем одзив на наградниот конкурс. Пристигнатите уметнички дела покажаа дека се разбудила креативноста кај луѓето и дека најважната работа во креирањето е идејата и желбата, а не материјалот, изјави Филип Ивановски, извршен директор на Пакомак. Уметничката креација од отпад на која жирито ја додели првата награда од 50.000 динари во категоријата поединци беше мотор, изработен од делови од пластични шишиња, капачиња, лименки за кафе и картон. Моторот е изработен од авторот Дарко Базерко. Првонаградените во категоријата училишта, кои исто така се закитија со вредни
лимитна парична награда од 50.000 денари се учениците од гимназијата Никола Карев во Скопје. Тие креираа интересен голум, изработен од хартија, пластика, лименки и друго. Во посебната категорија за најубава штедна касичка, специјална награда од Прокредит банка, освои делото Еш, изработено од Софи Прокиќ. Конкурсот Отпад за уметност се организираше по трет пат од страна на Пакомак и полека прераснува во традиција. Создадените несекојдневни уметнички дела се доказ за тоа дека фантазијата на граѓаните е бесконечна, а овие творби и даваат и една поинаква димензија на употребената амбалажа во секојдневниот живот. Сите оние што ќе сакаат да ја видат оваа уметност, ќе можат во следните 15 дена, доколку го посетат Вероцентарот. Во организација на град Скопје, Институтот за сточарство, Македонската риболовна федерација и Државниот инспекторат при Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Во водите на реката Вардар беа пуштени 5000 парчиња македонска ендемска пастрмка. Порибувањето се изврши во реката Вардар на потегот кај хотелот Александар Палас и со тоа заврши тригодишниот проект за заштита и реинтродукција на македонската пастрмка Salmo macedonicus Karaman 1924 во водите на Република Македонија, со посебен акцент на езерото Матка и реките Треска и Вардар на територијата на градот Скопје. Порибувањето е извршено согласно меморандумот за разбирање меѓу град Скопје и Македонската риболовна федерација, со финансиска поддршка на Глобалниот еколошки фонд. Луис Суарес го продолжи договорот со Ливерпул уште 4 години, со неделна плата од 200.000 фунти. Двен Вейт од Мајами и Блейк Грифин од Лос Анџелес Клиперс се прогласени за играчи на неделата во НБА лигата. Следува спорти околу спортот, но при тоа рекламите.